Ние имаме еден готов проект кој е во завршна фаза за имплементација со заедничка соработка со општина Лесковац и општина Врање. Невладината организација која е лидер партнер е општина Лесковац, а од општина Врање исто ќе имаат како нашиот дом реконструкција за дом за социјала. Нашата институција, тоест нашиот дом ќе има целосна реконструкција на гериатрискиот дел од вода, канализација, струја, санитарни чворови и така натаму, па се до опрема. Така да ние како дом за стари лица ќе добиеме многу во квалитет на нашите корисници. Се надеваме дека, бидејќи ние не сме лидер партнер, ние сме партнери, се надеваме дека во текот на месец септември ќе имаат набавка, јавна набавка за отпочнување со работа на делот на гериатрија. Кога ќе почне да се реализира, имате ли такви? Ние фактички сме во постапка за јавни набавки, како што кажав, ние сме дел од проектот, но не сме носители, туку сме партнери, тие веќе почнаа со имплементација од 1 јули. Така да ние како институција влегуваме, најверојатно ќе биде 15 до 18 јули со целосна документација од наша страна, а активност на проектот, значи временската рамка од 15 август. Колку корисници имате во момент? Во овој момент имаме 172 корисника, со тенденција, бидејќи сега имаме веќе прием на нови корисници, таа бројка со сигурност ќе се зголеми за неколку наши корисници. Сами знаете дека оваа бројка секогаш варира, зависно од сместувачките капацитети, тоест од лицата кои или ќе починат, или ќе се одселат, или од некои други разлози ќе се преземат во некоја друга институција. Од Советот добивте зелено светло за нови вработувања, каква е состојбата од државата? Така, значи сами знаете дека ние имаме законска обврска, преку Законот за социјална заштита, секогаш треба да изготвиме социјален план, тоест план за вработување кај нас. Врз основа на планот на вработување, ние имаме потреба од 27 лица, но спрема нормативите, баш пред некој ден ги гледавме, може таа бројка да се зголеми. Како што знаете исто, Советот даде зелено светло, благодарно за сите советници, до претседателката на Совет, бидејќи едногласно беше донесена оваа одлука. Истата е спроведена, тоа е спратена до нашето надлежно министерство, Министерството за социјална заштита, сега демографија и млади. Чекаме позитивен одговор од нив и после тоа се доставува документација до Министерството за финансии. Се надеваме за позитивен исход, бидејќи како ни е битно, еден од главните чинители е човечката работна сила во овој дом, бидејќи имаме голема потреба од вработување. Како се ставувате овој период и време и на летни одмори, а работите со навистина малбројен број? Така е, многу е тешко. Нашите вработени даваат надчовечки напори. Ние сами знаете дека 24 часа е домот во служба. Многу тешко, но пак ќе кажам, сите вработени даваат над 100% од своите работни ангажмани, тоест помагаат секој на секој само да добијат поквалитетни услуги нашите корисници. Највеќе ни е потребно негователки, но исто така имаме голема потреба, ние немаме социјален работник, немаме работен воспитувач, кој е од големо значење за нашите корисници, заедно со физиотерапеут, да ги оспособат, тоест да можат сите наши корисници да имаат витални функции, тоест самите да одат, да се движат, да се хранат и така натаму. Значи, многу категории на вработување ни се потребни, но мислам дека работниот терапевт, социолог, социјален работник, медицински сестри, негователки ни се многу потребни. Исто така ни се потребни, се разбира, правници, сметководители и така натаму, но овој момент ги ставиме на страна, бидејќи водиме грижа нашите корисници да имаат поквалитетен живот и поквалитетна услуга. Имате ли лекари, сега е жештина, луѓето се нели повозрасни и непотребно? Ние имаме договор вклучено со ординација Габриела. Таа доаѓа 2 пати во неделата во домот. За жал, законот е сменет, законот за социјала повеќе не влегува во здравствените услуги, така да ние немаме лекар.
Ние ќе покренеме иницијатива, заедно веќе разговаравме со директорот на домот во Прилеп, да покренеме иницијатива дека ни е потребен лекар, но за жал Министерството за здравството највеќе ќе го определи. Исто така, доколку има законски измена, ние ќе покренеме иницијатива, законската измена да биде во склад со нашите потреби, бидејќи тука сите овие луѓе што се, да не кажам сместени, имаат потреба од лекар, бидејќи сами знаете дека животниот век на луѓето се зголемува, но со тоа се зголемуваат и потребите. Не, времето предизвика сериозни штети, не е одминањето установата, како се соочивте и го надминавте? Така, значи, како и многу наши сограѓани, ние исто имавме многу проблеми околу ова. Последно невреме имавме неколку паднати дрва, имавме и скинати инсталации, прозори, проблеми со кровот, кровните конструкции, олуци, се тоа го решивме со донатори и со нашите заедно вработени. Заедно работевме да ги санираме овие потреби, бидејќи немавме финансиски средства за жал за такво некој опфат, и затоа сами со наши некои пријатели, како што кажав, и донатори, сето тоа го средивме и немаше, како што знаете, некои негативни импликации врз сето тоа, врз работењето на домот.